Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска мнозинството пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во собранието не го прифати предлогот за амнестија предложен на дел од пратениците на ВМРО ДПМН за насилствата во собранието на 27 април. ВМРО ДПМН бараше за мрачните случувања против демократијата и против граѓаните да бидат ослободени од одговорност сите насилници. Тоа е недозволиво. Ставот на пратениците од СДСМ е јасен. Одговорност за насилството на 27 април мора да има. Не смее и не може да има амнестија за оние кои што планирале, нарачале и извршиле насилство на 27 април. Ви благодарам. Повелете прашање. Каде е со делото за помирување и гласувањето на предлог законот за помирување кој нас ќе содржал тој, затоа што имаме информации дека веќе е подготвен на нацрта верзија од страна на независната критична група на ВМРО? Знаеме дека телото за помирување е производ од инклузивноста на процесите во собранието. Очекуваме во најскоро време од нивна страна да произлезат насоките и формите за тоа како би се случувало помирувањето. Бидејќи зараз што кажете не прифатливо предлогот на делот пратениците, што кажете, што за пратеничката група на СДСМ е прифатливо да се одржи нацрт? Во момент кога очекуваме телото за помирување да излезе со некакви насоки, да оставиме на времето, но она што за нас е јасно и представува наш став е тоа дека треба да се направи разлика помеѓу оние кои што нарачале, оние кои што извршили и оние кои што биле од еуфорија во собранието. Ви благодарам.